Сашо, каква е ситуацијата, статусот во моментот, кои ни се состојбите во однос на рехабилитацијата на лицата кои што се уште се со лекување и какви се, би кажала, предвидувањата на здравството со што би се соочиле ние во следниот период? Повели. Благодарам. Поздрав. Значи би започнал со кратко каде почнавме. Почнавме спрема моите проценки беа околу 200 поведени во несекета, спрема службените податоци се 187 регистрирани кои биле задржани на болничко лекување, повеќе од 48 часа. Од тие 116 упатени во странство и 71 поведен лекувани во земјата во Македонија. Значи, тоа е вкупниот биланс на поведени. Починати имавме 59 и за жал 3 пациенти кои починаа во странство, 2 во Литванија и 1 во Србија. Која е сегашната состојба? Во моментот имаме 12 поведени на лекување во болница. Од тоа 7 се во странство, 2 во Србија, 2 во Грција, 2 во Турција, 1 во Словенија и 5 се во земјата, 3 се во клиниката за пластична хирургија, поведени вратени од Турција и од Бугарија и 2 се во Аџибадем Систина. Од овие 12 поведени кои се уште се лекуваат во болници, 1 се уште е во условно да кажам тешка состојба, за едниот знам дека е на рехабилитација. Тој во Словенија, словенците одлучија да го рехабилитираат таму. Од другите кои се третираат, имаме 16 на PRP и PRX третмани, тоа се плазма третмани, едниот е збогатени со тромбоцити, другиот е без збогатување со тромбоцити, 6 на клиниката за пластична хирургија и 10 во Свети Наум Охридски. На преврски и слични третмани имаме 38 поведени, 4 во 8 септември, 26 вкупно се во Свети Наум Охридски, значи во Свети Наум Охридски се третираат сите што цело време се третираат тука и тие што беа упатени, мислам 16 што беа упатени во странство од Свети Наум Охридски. 5 се во Кочани и 3 се во Аџибадем Систина, кодот на Преврски. На физикална терапија се 46 лица, од кои сите во Кочани, мислам само едно лице можно да е 8 септември, бидејќи му се прават и преврски и физикална. Во однос на третманите, гледате дека бројките се на страната во Скопје третманите, затоа што да повторам и нашата одлука за враќање на поведените беше дека имаме 3 болници со капацитет за третмани на овие поведени. Тоа се клиниката за пластична хирургија, 8 септември и Свети Наум Охридски. И бројките, вкупните бројки се дека таму во моментот се третираат скоро повеќе пациенти од колку на било кое друго место. Предначи секако клиниката за пластична хирургија и Свети Наум Охридски. Посебно би го нагласил тука третманот со PRP, со плазма збогатена со тромбоцити или без тромбоцити, кој се практицира кај 16 поведени и одговорно тврдам дека тоа е супериорен третман за намалување на узните по изгорениците и ги повикувам сите поведени кои имаат било каква дилема, било какво стравување да се обратат или во Свети Наум Охридски или во клиниката за пластична хирургија, тоа е најдобриот третман што може да го добијат за поведите во моментот. Најдобар доказ е пациентот Л, чија фотографија беше дистрибуирана пред 1 месец
на некои од социјалните медиуми со изгореници на главата, и во тој момент тие изгореници изгледа како што треба изгореници да изгледат, не беа инфектирани, немаше гној, значи беа чисти рани. Последен месец имаме значително подобрување на состојбата на овој пациент кој се третира на клиниката за пластична хирургија. Значи, уште еднаш повик до сите да ја прифатат ова можност. Во однос на физикалната терапија, значи, мислам дека само еден пациент се третира, бидејќи оди на преврски во Свети Наум Охридски се третира таму, сите други се во Кочани. Во Кочани имаме 2 физијатри и 4 физикални терапевти за тие 46 пациенти. Во меѓувреме е формиран пул од 15 физијатри и 6 физикални терапевти од клиниката во Козле за физикална терапија и од 8 септември, и тие ќе бидат на располагање на испомош на болницата, на општата болница во Кочани. Дел од овие физијатри ќе бидат вклучени во проценка на состојбата и како е текот на рехабилитацијата на овие пациенти. Уште нешто што би сакал да го спомнам е работата на работната група за мониторинг на напредокот на пациентите. До сега се оценети околу 160 повредени, недостасуваат уште околу 15 повредени кои во моментот на достапноста на работната група не биле достапни во Кочани, и тие се во комуникација ќе бидат вклучени. Морам да нагласам дека ова е процес кој нема да има крај, ако можам да кажам, значи не е процес што ќе заврши. Овие 7 лекари што се во таа работна група се лекари од различни клиники кои учествуваа во приемот на повредените и знаат во која состојба беа примени во недела, понеделник, вторник, 16, 17, 18 март. И они во основа ќе прават во бранови оценки на напредокот, за да се види дали како конзилијарен тим, дали напредокот кај повредените е добар и на добар пат, така да откако ќе заврши овој круг, за 1-2 месеци ќе има нов круг на постојана контрола на напредокот од сите страни, од страна на пластична хирургија, од страна на физикална терапија и од страна на пулмологија и така натаму и така натаму. Мислам дека тоа е ова што во моментот би го дал како информација и како пресек. Доста почнувам понатаму и за прашање. Добар ден, Александар Динев, Сител телевизија. Добар ден. Еве прво прашање до директорот на Фондот за здравствено осигурување, господинот Клековски. Прецизна статистика се, меѓутоа ме интересира што понатаму. Имате ли како здравствени власти план и програма како ќе се третираат понатаму овие пациенти, бидејќи деновиве изминатиот период може да прочитаме на социјалните мрежи пред се од директно инволвирани пациенти кои биле третирани и реагираат дека државата воопшто не води грижа, дека преку донаторски акции се обезбедуваат силиконски завои, креми, останати помагала. Ќе се направили некој план и програма согласно таа група од 7 лекари специјалисти кои ги евалуираат овие пациенти и ги следат, и државата да ги покрива едноставно или преку посебен буџет од фондот сите овие неопходни медицински помагала, па дури и третмани и интервенции на сите овие повредени? Дали ќе има други прашања до мене, па да ги одговорам на сите во редослед?
Мене ме интересира за силиконските ракавици од дела, што и веќе да треба. Еве останале пари во Црвен крст, како тоа ќе се реши, бидејќи тоа го решаваат со донации, тоа е едното прашање. И второто прашање, имаше реакција за оние здравствени работници кои што биле вклучени во приемот на денот на несреќата на пациентите, кои што после тој стрес, таа траума се наболедување, како тоа ќе се изменаџира? Мислам, дали некако ќе се земе предвид и нивното ментално здравје и она што тие го преживеале во тој момент? И од мене уште едно прашање. Пред околу една недела напоменавте на последната пресконференција дека делот повредените во Кочани сакаат да го продолжат своето лекување во странство. Кои се причините, дали ги знаете, колку од нив ќе одат, ќе го продолжат лекувањето во странство, во кои болници и во кои земји? Благодарам на прашањата. Мислам дека после кажувањето на овие бројки ќе кажав да се тврди дека немаме план е во најмала рака неточна. Значи, планот неколку пати го повторуваме. Сите повредени треба да се вратат во болниците од кои потекнуваат. Клиниката за пластична хирургија 8 септември Свети Наум. Сите пациенти што имаат потреба од преврски и третмани се третираат во оваа болница. Кажав, имаме 5 кои се хоспитализирани таму и имаме 16 кои се на третман со PRP. Остануваат оние што се на третман со физикална терапија, тие се третираат во Кочани. Сега збориме за дополнителна нега. Ке дозволите дека малку е грубо да кажете откако направивме се да 187 пациенти изгрижиме, испратиме во странство, ги вратиме, дека не сме имале плани, не сме реагирале како што треба. Донации имало и ке има, може би поголеми донатори се тие што молчат во моментот. Ние имаме пациент во Аџибадем Систина кој 80 дена на интензивна нега. Вие знаете колку чини интензивна нега во Аџибадем Систина. Дали тоа значи дека сме немале план или дека ние не работиме како што треба? Не, тоа е дел од планот. Другото, менеджментот таму се понуди како Жан Митев и придонесуваат во совладувањето на целата оваа ситуација. Спрема моите информации во Кочани, тоа ми се информации од директорката, моментално сите потреби од дополнителна нега се решени и ги има работите. Кои се набавени од болницата, кои се од донација, без разлика ги има. Слично е со ракавиците, тие се прават по мерка и мерката беше земена од соодветни стручни лица од Бугарија. Тоа го финансира Супорт Кочани, како што некои работи ги финансира Црвен крст, утре некои работи ќе ги финансира фондацијата ново формирана, каде што приватниот сектор вложува пари. И тие ќе пристигнат од понеделник, спрема информациите што ги имам од Кочани. Значи, за мене не е прашање зошто е тоа вака или онака, туку да обезбедиме се да е покриено. Оно што е корисно кај донациите дека се пофлексибилни и побрзи. Делот овие работи не се регистрирани во Македонија и нема брз начин да стигнат во Македонија заради целиот систем. И ја не гледам ништо лошо во тоа да биде обезбедена донација, значи на нас е да се координираме и да сите потреби бидат соодветно покриени. И одговорно тврдам дека правиме максимум. Во однос на состојбите во општата болница во Кочани. Само да спомнам дека таму има 46 доктори, 94 медицински сестри и буџетот за 2025 е 244 милиони денари. Ово го кажувам за да дадам информација дека не е таа болница оставена
така, значи 244 милиони дена е веројатно повеќе пари што се собрани од сите донации во меѓувреме. Значи таму има и кадар и средства за редовна работа. Кажав дека имат и 2 физијатри и 4 физикални терапевти и прашање на соодветна организација. Прашањата за третманот и боледувањата на лекарите таму, то не е само на лекарите во Кочани, има и од непосредната околина луѓе кои беа ангажирани, се решаваат во од. Значи, насоките на подрачните служби на фондот не само во Кочани, туку во сите засегнати подрачја е да направат максимални напори да низ законска процедура бидат овозможени боледувањата на двојца луѓе што ги пратеа луѓето во странство, на лекарите и така натаму. Доколку има било каков поединечен проблем, нека се обратат во подрачната служба соодветна, дали е Кочани, дали е Виница, мислам, бидејќи има докторот повеќе блиски места што беа ангажирани да се регулира. Така да во рамките на законот правиме се што е возможно. Морам да нагласам дека во фондот нема спремност да правиме работи надвор законот, затоа што ово што се случи е заради правење на работи надвор законот. И тука морам да бидам дециден, бидејќи, еве, не ме прашавте, ама ќе кажам, има 6 повредени кои нема здравствено осигурување во моментот на несреќата. Тие се згрижени и никој не бил одбиен, пошто е животно загрозувачка состојба и нема никаков проблем. Има други 6 каде што има проблем со боледувањата затоа што или не били осигурени, или оствариле осигурување по несреќата. Имаме луѓе кои ги осигурале на 17 март, на 4 април. Законот вели дека никој под 6 месеци работен стаж не може да добие боледување од Фондот за здравствено осигурување. Единствен начин да направиме боледување е таму да се смени законот за сите, бидејќи ние не можеме да смениме закон за специфичен случај, тоа дека не можете да одите на боледување без 6 месеци работен стаж е направено со некоја цел да се превенираат неоправдани боледувања. И мислам дека не е логично да се очекува фондот сега да го крши законот. Во однос на дали некои пациенти побарале да бидат лекувани во странство. Пациенти побараа контролни прегледи во болниците во кои го започнале, односно го биле лекувани во странство и во основа тоа е поврзано само со една болница во моментот во Бугарија. Мислам дека се 5 или 6 пациенти, констатираме моменталната состојба. Некои од пациентите од таа болница веќе се лекуваат на клиниката за пластична хирургија. Случајот што го спомнав со фотографијата што беше објавена на социјалните медиуми, тоа дете се лекува тука. Ние цениме дека тие повредени може да се лекуваат во земјата и дека може да им се пружи сета неопходна помош, меѓутоа доколку сметат дека сакат да имат контролни прегледи со лекарите што ги третирале во таа болница, ние ќе им го возможиме тоа. Ние имавме еден случај да докторка од Италија, од Парма, дојде во Штип да го посети, мисля, че ни Марко се викаше пациентот, што бил третиран во Парма. Значи, ние немаме против да за контролни цели пациентите се ги посетат или се видат со докторите или болниците кај што биле третирани. И да повторам, ние имаме целосно супериорна подготвеност тука за нивни болнички третман. Јас спомнав идеја да дојдат и доктори од странство за да ја смират јавноста дека се прави секако што треба. И ова не е никаква
тврдење дека немаме доверба во тоа што нашите доктори го тивко го работат, туку едноставно да дадем уште една потврда дека работата се одвива добро. Белгиските доктори кои работеа на згрижување на пациентите, знаете дека 4 или 5 пациенти беа третирани во Белгија, кои беа тука во неделата и во понеделникот, на ден после несреќата, сака да ги посетат нивните пациенти, да го видат прогресот, и ние такви работи ќе охрабриме. Бидејќи меѓу другото и се прават конекции кои се важни за нас и пријателства кои ќе останат и понатаму. Споменавте дека кај еден пациент во Словенија е продолжено после лекувањето, сами продолжиле да го рехабилитираат таму. Има неколку индивидуални барања за во Софиската болница, меѓутоа имаше и најава за 10 до 15 пациенти дека ќе бидат префрлени на рехабилитација во Турција. Се планирали да се испраќаат на рехабилитационен процес дел од повредените, или ќе се фокусираме тука во Македонија, бидејќи споменавте дека веќе има тимови на испомош од физијатри од Скопје што одат во Кочани, и дали се размислува за подобрување на условите во Кочанската болница, бидејќи и тоа беше една од забелешките пред се на пациентите дека има несоодветни услови. Дали сте биле вие, господине Клековски, во Кочанската болница? Сум бил пред несреќата. Така. И дали планирате да одите, да ги видите условите, и има забелешки дека за овие 2 месеци можело да се подобрат ако се планира да се реализира веќе таму рехабилитацијата и да се испраќаат физијатри и физиотерапевти во Кочани? Значи, во овој момент, бидејќи ја бев еден од заговорниците во неделата да поведените се праќат во странство, во овој момент одговорно тврдам дека Македонија има капацитет да ја организира понатамошниот третман и рехабилитацијата на пациентите во Македонија. Одговорно го тврдам, тој стојам позади тоа. Одлуката за рехабилитација во Словенија донесува словенските доктори, е гест на добра волја од државата Словенија. И го цениме. Тоа сака да ги изведат пациентите до крај, условно, ако можам да кажам, и го цениме тоа како добронамен гест на добра волја. И сме благодарни на тоа. Меѓутоа, одговорно тврдам, за сите понатамошни третмани сме подготвени тука да го направиме тоа. Работите во Кочани се решават во директорката ми информираше дека дел од опремата е пристината во текот на ова недела и се подобруваат вод. Да, има тромост во системот на реагирање, меѓутоа се коригираат работите и се подобруваат. Во моментот, према моите сознанија, меѓутоа затоа имавме и ова група за напредок да се процени, спрема моите информации нема пациент на кој му е потребно да се лекува во странство. Тој напротив имавме иницијатива, нели еден пациент на барање на родителите се врати од Србија и се третира во моментот во домашна болница. Да дополнам во однос, мислам дека сите треба да малку го гледаме контекстот. Ние испративме 160 пациенти во над 20 земји во преку 30 болници. Збориме за логистичка операција, како што у Македонија многу тешко се организира и не знам дали некој сме организирани надвор од војните конфликти и бегалските кризи. Здравствена операција од тој обем ние не сме имале претходно. И нормално, кога имате 116 пациенти да се враќаат назад, да негде излезат куршуси. Во дел од болниците испадна куршуси дека болниците не беа информирани дека сметките ќе бидат подмирени од соодветните влади, па бараат пациентите да платат. Ама тоа, ако некој благаник во некоја болница не бил информиран, не значи дека е катастрофа. Со соодветна комуникација преку амбасадите се разрешувале сите такви прашања. Ниеден
поведен, не бил оставен повеќе од неколку часи да чека во болница или најодом заради вакви недоразбирања. Во однос на контролните прегледи, ние имаме законска процедура за упатување на пациенти на контролни прегледи на сметка на фондот. Нашите лекари тврдат нема потреба да дојдете во странство, сега можеме комплетно да се справиме со ово што е проблематика во моментот, бидејќи бројките се помали и итноста помина. Како е да е, ние сме спремни да не на лекување третмани, туку луѓето бидат упатувани на контролни прегледи и ќе поканиме и некои од докторите кои работеа со нашите да дојдат тука. Така што тој е процес на градење на доверба и мислам дека е во ред. И сакав уште неколку износи да кажам со спуштени износи во македонското здравство, знаете дека 10 години не се менувани цените. Една интервенција со плазма збогатена со тромбоциди е околу 200 евра, а до сега лекувањето на повредените во Свети Наум Охридски чинело околу 5000 евра по пациент. Ова се отприлика износи. Имам спомнато на претходни настапи дека досегашните лекувања во странство што сме ги платиле во фондот за здравство минатите години биле од 150 до 200.000 евра по пациент. Ово го кажувам за да се стекне перспектива колку се издвојува од здравствениот система, колку се донации, пошто некако ми се чини дека во јавноста доминира дека ништо не се прави во здравството и се решава со донации. Мислам дека многу од нашите доктори се многу тивки, посебно во Свети Наум Охридски да ги истакнам, каде што 26 пациенти се третираат, 16 пациенти се на терапија со плазма збогатена со тромбоциди и без тромбоциди и во основа тоа не го комуницираат, нема секојдневни објави, еве ги сликаме пациентите како биле подобро, зошто биле подобро, пошто сметаме дека нели треба да заштитиме приватноста на пациентите. Сите средства беа покриени согласно тамошните влади, како што рековте, или од активирање на механизмот на солидарниот фонд на Европската унија, не знам како беше. Во основа побарување на плаќање имаше само од болници, бидејќи ние имавме по еден пациент во некои болници, каде што не стаса информации како ќе биде тоа регулирано. По моите сознања, досега сите сметки се на сметка на тамошните влади, се извинувам, и мислам дали една или две земји побара да ги уредиме работите во состојба на нашите меѓудржавни договори, каде што во основа има наплата, ама таа е како за домашни граѓани и е заснована на компензации со Фондот за здравство во Македонија. Меѓутоа, тие ќе бидат стварно минимални износи во однос на оно што е доброволна контрибуција на странските држави. Јас имам едно прашање до вас. Ве слушаме ова, веќе неколку пати го кажувате за грижата на пациентите, што било како било, но зашто постојано од Кочани ние добиваме поинакви информации, дали би се сретнале со пациентите, со семејствата, затоа што постојано оди дека не е направено доволно. Едноставно да слушнете што е тоа дополнително што тие го бараат. Еве, после 2 месеци пациентите оставени сами на себе, со вакви рани, со вакви повреди. Сега слушаме различни информации, не навлегувам да судам кој е во право, кој не, но дали, например, би се сретнале за да еве лично слушнете и за да лично им објасните? Значи, јас комуницирам со делот незадоволните, например, комуницирам со групата од
пирогов, ако условно можам да ја кажам. Дали може да квантифицираме прво колку се незадоволни, колку се задоволни, бидејќи морам да кажам, мене ми е впечаток дека до медиумите стигат исклучиво гласовите на незадоволните, а се тивки задоволните. И сега, на што е задоволството, незадоволството? Како да е, сите незадоволства се обидуваме да ги таргетираме. Значи, заболедувањата имаме дневна комуникација со подрачните служби и ги решаваме во Значи, имаме одредено службеник кој ги води сите подрачни служби, не само Кочанската, и се решава ВОД. Сме во комуникација со надлежните, за мене належни се директорите на болниците. Сега морам да кажам, ние мора да имаме некоја хиерархија. Не можам да бидам Дон Кихот и да одам и да решавам поединечни случаи, пошто наша работа е да болниците функционираат како што треба, здравствените установи да функционираат како што треба и работиме на тоа. Значи, сум отворен, мојот број е горе-доле јавно достапен 078 209 750. Секој еден незадоволен слободно може да се јави и верујте дека ги решаваме прашањата во од. Сега, друго е перцепцијата на очекувањата, пошто на дел од работите стварно не можеме да одговориме, се трудиме да објасниме. Мислам дека тоа што е потребно да направиме наскоро е да може би и правиме групни следби за размена на искуствата, како поминале, кој поминал, што поминал, бидејќи ми се чини дека довербата меѓу поведените ќе биде поголема отколку довербата према властите или према лекарите. Ќе поразговараме на таа тема, бидејќи имаме и успешни приказни и убаво да ги споделиме тие искуства не за медиумите, туку за луѓето внатре, за да ги решаваме и на тој начин, пошто сега во основа повеќе недостасува софт, меките работи, отколку хард работите.